Почитувани, здравството се повеќе тоне. Денеска почина уште едно девојче на возраст од 2,5 години од наводна бактериска инфекција. Вчера почина 12 годишно девојче, едно од низата кои почина од грип. До сега грипот однесе 5 животи, од кои едно е 5 годишно девојче, 14 годишно девојче, 12 годишно девојче, 25 годишна девојка и 80 годишен маж. Уште колку животи треба да згаснат за министерот Филипче посериозно да се зафати со работата, да се свести и да прогласи епидемија. Одговорност за ова од Филипче нема. Заеви се расфрлаат со пари, повиенски балови и луксузни спа центри, а здравствената нега зависи од донации. Додека Филипче шета и се фали со донации, македонското здравство паѓа на сите листи во светот. Пред неколку дена, заради хаосот во македонското здравство во извештајот Најздрава нација во светот, од можни 56 места се најдовме на 56-тото место. Денес, според Европскиот здравствен потрошувачки индекс, што представува обид за мерење и рангирање на имплементацијата на здравствената заштита од гледна точка на потрошувачот или примателот на услугата, бележиме пад од 9 места. Македонија во 2014 година беше прогласена за ракета на годината, која го зазеде 16-тото место со 700 бодови, што беше скок од 11 места. И во последниот извештај се посочува дека на ниту една земја не ја успеало само за една година да се искачи за 11 позиции. Што се случи од тогаш до сега? Одговорот е јасен. На македонското здравство му се случија аболицираниот Зоран Заев и неспособниот Венко Филипче. Затоа здравството тоне, а граѓаните ја плаќаат неспособноста со своите животи и животите на своите најблиски. Време е за одговорност, бидејќи хаосот во здравството станува се поголем. Господин Филипче, поднесете си оставка и спасете ги граѓаните. Ви благодарам.